Драги сограѓани и почитувана јавност. Со предлог измените на кривичниот законник, власта се обидува да ја убеди јавноста дека ја враќа правдата, но тоа не е точно. Ова денес што се нуди не е реформа. Ова е обланда за идно амнестирање на функционери и за изрекување смешни казни за најтешки форми на корупција. По измените од 2023 година, за кои ДПМН обезбеди кворум, клучното прашање не е колку предмети застареле, туку дали по овие измени воопшто ќе одговара некој носител на јавна функција. Уставниот суд во февруари поведе постапка по измените од 2023 година и даде рок од 6 месеци за исправка. Тој рок беше пробиен. Наместо транспарентна дебата, во последен момент беа поднесени предлог измени без јавна дебата, без експертска анализа и без вклучување на стручната јавност. До овој момент тие измени не се закажани ниту на прво читање. Ово укажува на уште едно избрзано и нетранспарентно носење закон со далекосежни последици. Власта лаже кога тврди дека со овие измени ја враќа правдата. Фактите се следни. Кај злоупотреба на службена положба се брише можноста за кривичен прогон по основ на поголема повреда на правата на друг, со што се стеснува инкриминацијата. Со прибавување значителна имотна корист, казната се намалува од 3 до 20 години затвор на 1 до 8 години. За злоупотреба на јавни пари, иако формално се враќаат казните, се сведуваат на 4 до 10 години, наместо предходните 5 до 20 години затворска казна. Кај несовесно работење во службата се намалува кривичната одговорност и се сведува на парична наместо на затворска казна. Ова не е заострување на казнената политика. Ова е правна рамка за поблаги казни и избегнување одговорност. Вистината е јасна. ДПМН свесно чекаше предметите на нивните функционери да застарат, за сега со козметички поправки да ја замаскира сопствената неодговорност. Ова не е враќање на правдата, ова е амнестирање на висока корупција.